Да, продолжуваме со нашите гости кои што се пристигнати. Знаете дека во овој дел повторно имаме различни професии кои што ќе ги споиме на една трпеза и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание до 11 часот. Ќе бидат интересни разговори, има нешто убаво кое што ќе го најавиме, што ќе се случува, нешто со музиката, нешто со спортот, но и кога станува збор за женско предприемништво и секако успешни жени менаџерки. Но како што е редот, уште еднаш да си ги поздравам гостите. Веднаш до мене е Дејан Митровски, познат под прикарот Урко. Доколку сте немале можност досега да слушнете, тој е председател на нашата кикбокс Мајтај федерација, но воедно и председател на Балканската кикбокс федерација. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Така, со тебе имаме денеска навистина убав разговор да позборуваме за она кое што е секако важно и треба да биде дел од животна сил на секој човек, спортот. Но исто така имаме да најавиме една убава манифестација која што верувам дека ќе се случи убаво и ќе ги дочекаме сите оние репрезентации кои што ќе ни дадат во нашата земја. Да, секако. Веднаш до тебе ни е Елида Трајковска, жена менаџер. Добро утро, Елида. Добро утро. По прв пат си во Здрава Македонија, но и со тебе имаме убави теми за разговор и како жена менаџер и како некое хоби кое што го негуваш, да речеме, покрај работата. Убави информации и верувам дека денеска навистина ќе им бидеш и инспирација на останатите жени. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме навистина убави теми за разговор. Така. И нашиот трет гостин, секако дека музиката оставаме како шалак да ни биде на торта што се вели, затоа што навистина покрај сите негативности кои што ги имаме во денот, музиката никако не развидрува, па драго ми е што денеска Владко Илјачев, познат под уметничкиот прекар Валдера, ова утро си со нас во Здрава Македонија, да од рано наутро со убава енергија им го започнеме денот на нашите гледачи. Токму така, добро утро и поздрав до цела Македонија. Благодарам што дојде, затоа што знам дека во овој период навистина на вас уметниците ви е доста турбулентен, имате многу настапи, си дека се врати од Охрид, но не ти беше мачна утрово да дојдеш и да бидеш дел од нашата Здрава Македонија. Сепак имаш нови песни изминати од периоди, еден убав интересен хит кој што ќе имаме можност да го слушнеме. Токму така, благодарам многу на поканата и сега кога завршуваме со музика ќе презентираме една моја нова песна и се надам дека многу ќе им се допадне на нашите гледачи. Така е. Дејан, како што кажав, ретко имаме можност да доаѓаат спортисти кај нас, но она кое што е навистина важно и сакам да го споделиме, како што кажав, има нешто што ќе ни се случува убаво во нашата земја. Вие со години аплицирате за тие работи и она кое што е важно, можеби не знае нашите граѓани и нашите гледачи, дека вие како клуб имате навистина огромни успеси и прваци во светски размери и како федерација сте еден од најуспешните и најмасовниот спорт во нашата земја. Како започна вашата приказна со кикбоксот и како успеавте Македонија да изградите во земја што денес ужива голем респект во светот кога станува збор за кикбоксот? Кикбоксот кај нас е дојден уште од 92-та година и го донесе Љупче Девелковски, мојот тренер матичен и првиот председател на федерација, кој оформи, оспособи, не спои сите нас заедно во федерација сега што сме и сите клубови што сме во федерација произлегуваме од тој еден клуб, негов што тогаш како беше. Така. Од тогаш каде прво како надпреварувачи, па потоа како тренери, па како селектор по долги години и стигнавме и до оваа позиција председател на нашата федерација. Која федерација е многу успешна и у постојан пораз и сме биле до сега домаќини три пати на меѓународни светски европски првенства. Првиот пат 2006, па 2011, па 2016 и кај нас се свртеле недека околу на секој првенство од 1600-1800 надпреварувачи. Исто така и сега. Така. Ќе бидеме домаќини ноември, од 6 до 15 ноември на Европско сениорско првенство, кое ќе имаме од 1500 до 1700 надпреварувачи.
И тоа е голем настан за нашата земја и од посебно значење на градот Скопје, пошто Скопје ќе биде Тоа сакам да домаќин. прашам. Какво значење се тие спортски настани кои што се успеваме да ги добиеме да се реализираат во нашата земја и посетаат толку реномирани светски клубови кои што ќе дојдат? Па покрај ние што правиме спорт и што е позадината на оваквите настани спорт и дружење, нели, и здрав живот, и ние фактички сме и некако, како да кажам, како некоја туристичка агенција која носиме такав свет во Промотери, нашето амбасадор. градче, да го вида, да го промовираме, нели, и секој од нив ќе потроши нешто, ќе си купи нешто, нели, украсче, ќе си руча, ќе си јаде, нели, у хотел ќе се смести, значи имаме бенефит како град. Да. И така Влие нас- врз економијата секако. Точно, да, секако. А покрај тоа, ние имаме наши надпреварувачи успешни, добри, имаме шампиони светски повеќе. Овие 20-30 години од прилика така имаме недека околу 6 или 7 светски прваци, што малци луѓе знаат, сите ги знаеме последните светски шампиони што стануваат, нели? И имаме добра кариера и мислам дека ќе бидеме одлични домаќини. Така. Колку ете во Македонија актуелен кикбокс? Сепак не слушаме никако, повеќе слушаме за фудбалот, за ракометот, но некако за овие спортови малку помалку се зборува, но како спорт верувам дека е доста актуелен во Македонија денес. Да, обично кај нас општо на Балканот поактуелни се колективните спортови, али повеќе успех правиме секогаш ние поединечните спортови, поготово боречките спортови. Нели сега јас како кикбоксер ќе си го издвојам нашиот спорт, кикбоксот. Сите си издвојуваат својот боречки спорт, али факт е дека боречките спортови највеќе медали носат во нашата земја. И кикбоксот како кикбокс постојано е у пораз, зима замов, значи еве да видиме националните првенства наши што се, од година во година нас ни растат надпреварувачите од 50, 60, 80 надпреварувачи плюс. Значи оваа година сега февруари ни е првото национално првенство секогаш. И нели од таму правиме селекција за понатака. Имавме околу 500 надпреварувачи, тоа е солидна бројка. Од кои 500 надпреварувачи си имаме и наши суди, околу 60 суди имаме национални суди, така да сме ние постојан пораз. Кога идеме дека надвор на меѓународни првенства се дешава да одиме и по 250 надпреварувачи, 4 автобуса. Значи тоа сакам да кажам дека можеме да пружиме надпреварувачи голем број, што можеме да пружиме голем број надпреварувачи, може да мислите колку имаме рекреативци и потенцијални надпреварувачи, така да може да располагаме со некоја бројка од недека околу 5000, 6000, нели 7000 надпреварувачи, рекреативци, вежбачи, посетувачи на кикбоксот. И постојан пораз и од женската страна, женската популација. Тоа сега така има ли девојчиња што сакаат? Нели, има многу девојчиња, има и многу се покребри од мачките, да напоменам, секогаш кога имам некој излагање ги фалам, не ги фалам за да нели да им се додвориме, да ги привлечеме, него напротив ја кажам вистината, поупорни се, поиздржливи се. Може би генетиката тука има и нешто поради мајчинството, нешто едно. Жена која се опушта нешто, таа не се опушта за да биде поразено, се пушта за да победи и да добие тоа што сака. И по така се малце посамоуверени. Малце се поупорни, а? Еве, Влаче, ни се смее, ти дали мислиш така дека машките пејачи, да речеме, се поупорни или женските пејачи? Искрено не знам, би рекол веројатно од моја перспектива, мислам дека и двата пола сакаат да успеат, кој не би сакал да биде успешен во тоа што го работи. Меѓутоа мислам дека и мажите и жените може да дојдат до крајности. Не знам, би рекол машките можеби повеќе сакаат да успеат за да се покажат својата можеби его и сите тие работи. И така да искрено не знам, не би можеле да знаеме, може само да шпекулираме, меѓутоа во нашата бранша важно е да го имаме тој оган. Бидејќи ако немаме таа страст... И лична препознатливост. Секој од вас има свој... и поентата е да си автентичен, нормално. Така. Добро, тука може да се надврземе со вас, госпоѓа Трајковска, она кое што, можеби како стереотип, важи дека мажите се подобри менаџери, но еве, вие покажавте во изминатите 18 години дека одлично се снаоѓате, да речеме, во тој условно кажат машки свет на менаџирање. Па еве кога започнавте со ова дејност кај луѓето се уште никако во однос на одржувањето на згради, значеше само метла, сијалица,
нема некако можеби и представа што всушност и каква дејност вие правите и колку да кажеме ете тие ја смета за сериозна ова индустрија кога станува збор за Hausmeister Facility. Вака, сега една мала корекција, значи компанијата Hausmeister Facility е компанија за одржување на хигиена на деловни индустријски и резиденцијални објекти. Додека компанијата Hausmeister Plus, која се фактички мајка и керка компанија, е во делот околу до што се занимава со домувањето. Она конкретно на кое што јас сум управител и кособственик на компанијата, тоа е токму Hausmeister Facility, која што, како што напоменав, исклучиво се занимава со одржување на деловни индустријски стамбени објекти. Значи, псува дејност сум па негдека околу 20 години, со тоа што претходно работев во компанија која што беше од оваа дејност, негдека околу 10 години, каде што во 2016 година од страна на агенцијата Марили бев прогласена за жена менаџер на годината и како управител на таа компанија, за да потоа после 10 години веќе, значи, сум собственик на компанија од исто оваа дејност и буквално успехот, значи да се спојат овие дејности претходно како, нели, да речеме, вработен во нека компанија како менаџер, а сега како собственик е навистина од големо значење. Така, како е да речеме тоа некој процес кој што го поминавте? Дали ете на некој начин успешен менаџер се раѓа со некои инстинкти или едноставно во текот на процесот инстинктивно ги правевте работите, се доедуциравте, се дружевте со жени кои што се менаџери, да ги видите искуствата. Како ете стигнавте од позицијата, како што кажете, вработен до собственик? Така. За да се стигне до оваа позиција што сум сега, патот не е лесен. Инаку, да речеме, јас по струка сум дипломиран инженер-технолог, меѓутоа никогаш не стигнав да работам по таа струка, најверојатно заради тоа што патот така ме наведе. Претходно работев 4 до 5 години како стоматолошки асистент, потоа да речеме во компанијата каде што можам слободно да кажам и го научив овој занает, ги поминав сите скалила, значи од архивар, па потоа бев помошник на директорот, па станав раководител на секторот, за на крај да станам до управител, така да буквално она што значи да сега да стигнеш на оваа позиција, пред се многу одрекување, вложување, значи во себе, едукација, секако поддршка од семејството и нормално тоа е најбитниот фактор, точно. И секако, значи, тимот со кој што работам. Така, денеска раководите со тим околу 300 работени. Што е потешко во Македонија денес, да се најде нов клиент или да се задржи добар и квалитетен работник? Да, навистина малку потешко прашање. Доколку имате квалитетен и добар работник, секако ќе го задржите и клиентот. Така да да речеме, нашата визија како компанија е секако првен задржување на постоечките клиенти, вложување, значи, во нив и одржливост и развоја, додека понатака околу делот на развивање секако зависи од кадарот. Еве веќе во, да речеме, во поново време, бидејќи ги следиме светските трендови, одиме постојано на да речеме на семинари, одиме на саеми за хигиена кои што се одржуваат на светско ниво. Гледаме, нели, од една страна како поради тоа што се среќаваме со проблем на изнаоѓање на квалитетна работна сила,
сега повеќе вложуваме во делот околу роботиката, така да не може целосно да се замени, нели, човекот како работна сила со роботи, меѓутоа бараме начин, барем некои одредени сегменти колку толку да можеме да ги некако да најдеме, нели, некое ниво да барем еден дел во процесот на работење тоа го замениме. Го имплементирате, да. така. Добро. Владко, познат, како што кажав, можеби луѓето повеќе те знаат како Валдера, некој и не знаат дека си Владко. Израснавте во Богданци во музичко семејство, каде што вашиот татко е професор по музика. Колку е неговото влијание и генетскиот код беа пресудни за да видите денеска професионално се занимавате со музика? Па крушата, па е под круша, така. Така. Мислам, тоа си е сосема нормално. Уште мал го сакаше тоа? Па да, реално уште од мал. Татко ми ме учеше да свирам, да пеам, бев дел од сите приредби во училиште додека растев и мислам дека беше прилично очигледно дека ќе се занимавам со оваа професија. Мислам дека пресуден момент беше за мене кога почина Тоше, бидејќи тогаш одлучив дека ќе се занимавам со музика професионално. Тоа беше моментот, бидејќи сватив дека тој беше толку среќен додека пееше на сцена и сватив дека можеби треба да правам нешто во животот што вистински го сакам на начин на кој што тој го правил. Зошто би го промашил својот живот? Во смисла да правам нешто што не сакам, што е поентата. И мислам дека тоа беше пресудниот момент. Тогаш сите бевме во неизмерна тага и болка поради тоа што Тоше си замина прерано и меѓутоа јас тој момент го сватив како инспирација дека животот е краток и треба да се живее полно. Па и да се прави ова што се сака. Јас живеев во Америка одреден период во Лос Анџелес. И американците велат might as well do something you love. Така да. Да. Добро, но дали секако дека македонската јавност подобро те препознава преку музичкото шоу Ново име? Што научивте од тие некои надпреварувачки денови и колку тие ве подготвија за естрадата и сцената денес? Па знаете што се е градење на карактер. Јас како мал бев дел од некои музички шоуа кои што се одржаа во Македонија. И се е тоа градење на карактер. Во смисла сваќате дека некои работи во музичката индустрија не функционираат така како што сте мислеле, дека позади многу успешен артист стои тим и луѓе кои што веруваат во него и кои што сакаат да му помогнат да се крене тој на некое или таа на некое ниво кај што ќе биде неговата музика и неговиот или нејзиниот глас ќе биде респектиран и уважен. Тие музички шоуа според мене се добри. Меѓутоа носат искуство одредено. Да, носат искуство, меѓутоа она што го научив е дека не верувајте секогаш на луѓето кога ви продаваат сонови као не се таква некоја одскочна даска, да кажам, не мора да значи. Може да бидат, меѓутоа сум го кажал ова многу пати. Значи звезда и не се станува Туку се раѓа? Не, звезда не се станува преку тоа што ќе добиеш брза слава, се излегол на телевизор и се испеал некоја песна, туку се стана со sustainability, се вика, не го знам баш. Одржливост, да, во смисла песни, работење на гласот, на доградба и мислам дека делот во кој што јас треба најмногу да работам, а многу е искрено најтешко а тоа е маркетинг. Бидејќи без промоција? Да, видете, јас имам извадено албум.
На USB. Веројатно првиот албум изведен на USB во Македонија. Имам свои песни, ја работам во студио, свирам повеќе инструменти, продуцирам, меѓутоа без маркетинг ме сваќате, синоќ ја мислам дека беше во Охрид од детето што е Јаков Јузиновиќ и одржа концерт. Јаков, јас ви ветувам дека не се залага толку за музика колку што се залагам јас, не дека имам нешто против него, меѓутоа позади него стои маркетинг тим кој што му помага и затоа сите идат на концерт на Јаков, а никој не сака да дојде на концерт на Валдера, не сваќате? Иако Валдера работи макотропно, има песни и спотови прави и со режија се бави и продукција. Или слични уметници како тебе. Не сваќате? Значи тука е моментот кај што мислам, не сакам да го сватат гледачите ова дека јас му љубоморам на детево или било што. Муаветов е дека без маркетинг не може еден артист да успее, а во денешно време мислам дека е многу важно и да имаш луѓе позади тебе кои што ќе фрлат доста голема. Мислам, дајте ми и вие мене 100.000 евра за маркетинг, ќе видите дали јас нема да ставам цвезда на Балкан. Па тука, дали парите се, Урко, исто така присутни во спортот или кога станува збор за индивидуално, малце поразлично, како ете да речеме? Исто е, да? Исто е, толку нема... се управа за оваа работа, пошто маркетингот кај нас не се употребува нели у правилна сврка, него кога ќе види некој дека некој настан или некој пеач или некој спортиста успел, одма имаш клонови милион. И сега тој пошто не работи, не пишува, не пее, у нашата бланша не вежба, не тренира, не се стреми да стигне до некој голем настан да освои нешто за државата. Тој си седи на Инстаграм и цел ден се го губи со тоа, си пишува, си праќа, си прави слики, си прави фотошопови. Да. Така таквите луѓе не стату сенка сите вака што работиме нешто сериозно. А вие зашто работите па и немате време тоа да го направите? Точно така. Ти види сега еден пример само да се надоврзам. Има едно чудок персонални тренери кај нас. Да. Секој за нешто е персонален тренер. Уште моци да сијалици мене има персонални тренери. Како да те едуцира, да те научи да смени сијалици дома. Од све гледат нешто да направат за работа. Такво некој. Ама не се криви тие се борат за живот, нели, да заработат нешто. Криви се тие што ги поддржаваат таму. Ја ако сакам да научам со кола да влагам у кривина со 200 на сат, ја нема да го прашам кондураџијата, ќе му седам на иже, ќе му речем, пошто тој влага со 300 пример, за 200 не може да ме научи. Не може да ме научи мене што овој влага у кривина со 60 на сат. Така. Пример се една компарација. Јасно. Колку Македонија да е подготвена и има ли капацитети и услови за организација на европски и светски првенства и колку земји и надпреварувачи вообичаено учествуваат на вакви големи надпреварувања? Па Македонија има капацитет, сега малце вака Скопје имаме ние сала, Борис Трајковски не голема сала, и за тоа ќе се надоврзам да ве кажам за салава. Да. Значи имаме голема сала, ама имаме многу голема гужва и многу овако посетеност од туристи по хотеливе наши. Так. А околу тоа сезонава септември, октомври, ноември се мртви сезони, работа нели со семинари, со такви некои едукативни тимбилдинзи. И таму па хотелите ни се тотално располагање, сите се у близок круг, ама па немаме голема сала. Нас ни треба голема сала како Борис Трајковски за да може да се и тоа е една сугестија да се работи на случај за во Охрид да се направи некоја голема сала од таков карактер, пошто преку цела година ќе биде посетен градот. Од тие спортисти што ќе дојдат на настанот да учествуваат, ќе го видат Охрид, ќе го видат езерото, значи тотално 30% сигурен сум дека ќе имаме одлив, нели? Интерес да ни дојдат на летување некој. Да. Или на некој камп што ќе се организира или пријателски надпревари, значи има тука во спортот многу работи кои што многу федерација имаме, многу спорти имаме, кои ќе им понудиме, пак ние на мускули, на буткање издействуваме за нели у градот густ сообраќај дека имаме, не можеме, нас ни требаат едно 60 автобузи, у текот на денот да ги носат надпреварувачите до сала, до сала, до хотел. Нели, а овие поготово ваков период сега, како што е од септември на така школска година кога ќе почне. Па ќе се блокира и градот, што потоа ќе се Али имаме искуство, 3 пати до сега сме организирани таков настан голем, многу се задоволни од нели, од нашава организација, од нашата нели гостопримност, од рестораните кај што правеле вечери изненадени со нашата храна, значи од водно, од калето. Ние покрај тоа што имаме спортски настан, во слободното време им организираме тури
да ги прочетеме, да видат матка, нели, ова околу Скопје што имаме ние нешто. Па да, меѓутоа едно големо значење матки, она кој што се фасцинирани во се и Скопје, да. радо доаѓаат и едва чека, значи ова сега што го добивме, требаше го добиме пред 2 години, ама нели корона беше многу дешавки и ова ни се пролонгира. И сега мислам дека ќе излезе државата во сусрет, Министерството за спорт, до сега немаме некоја подршка и некоја комуникација со Министерството за спорт, не е битно, али се надевам дека од интерес на спортот и на градот и нели и на Министерството за спорт се покаже, пошто од нели овие 2 години имаме Министерство, не сме више агенција за спорт. Така. И треба да се гледа, значи еднакво на сите федерации и по приоритет на нели настани од значење за државата и за градот Скопје. Така, се согласувам и верувам дека ќе биде позитивно и тука решение најдено. Она кое што ете можеме тука да се надоврземе со вас Елида е дека покрај тоа што ете менаџирате со успешна компанија со години, вие сте и председател на фолклорниот ансамбл Аниб Орце Николов. Па каде ете на некој начин има повеќе играње, каде има повеќе адреналин? Вака сега од јануари оваа година, инаку претходно заборавив да напоменам дека јас сум долгогодишен играорец во ансамблот Орце Николов, значи 17 години. Имав одредена пауза од околу 20-25 години. Нормално е тоа за жена, околу фамилиарните обврски, нели растењето на децата. Така да од лани дојде периодот каде што, да речеме како некоја иницијална каписла да се собереме, пак беше 80 годишниот јубилеј на ансамблот Орце Николов. Еден од најстарите? Најстарите, да. Ансамбли каде што бивме повикани да учествуваме на тој јубилеј и некако како се стапна во сала, се врати повторно магијата и во разговор со членовите, нели, сите членови на ансамблот, решивме дека треба да останеме, дека е сега моментот да му вратиме ние нешто на ансамблот и ние да направиме нешто за него, онака бидејќи најголемото, да речеме, придобивка што сме денеска вакви личности како што сме, слободно можеме да кажеме дека тоа е било ни традицијата и фолклорот. Сите оние настапи, дружења, запознавања различни култури, посета на различни земји, надпревари. Точно, емпатијата меѓу себе, дружењето, значи сега веќе не направи онакви како што сме денес и затоа сакаме да го вратиме ова на ансамблот, бидејќи сепак ние сме здружение кое што на граѓани кој што се самофинансира, нели, како што сме овдека собрани сите. И токму на жилбата на најголем дел од членството, значи во јанари бев избрана како председател на ансамблот и токму искуството што го имам во водењето на една ваква реномирана компанија го пренесам и во ансамблот Орце Николов. Негдека сме сега околу 200 членови кои што членуваат од 5 па до 80 годишна возраст. 5 генерации. 5 генерации. Да речеме, најголемиот порив и чувството зошто да го направиме ова, како што напоменав 80 годишнината, кога на една сцена ќе застанат дедо, баба со син, ќерка, внук, внука, тоа се генерации каде што навистина не можеш да го опишеш тоа чувство, можеш само да го доживееш, а што еднаш кога ќе стапнеш, па почната врвца е таа, нема раскинување и повторно се враќаш тамо. Така да сега успешно сметам дека оваа година го водиме ансамблот кој што имаше доста турнеи, имаше доста турнеи. Знаете, кога ќе се спомене фолклор или нели ансамбл за народни ори и песни, секогаш се помислува, аха, добро, имаат убави носи, пеат, играат оро,
патуваат, тоа е така, меѓутоа она што повеќе сакаме, на кое што ние му даваме значење, токму дека буквално во ансамблот се градат личности кои што имаат рбати, ќе можат да се снајдат во општеството. Во ансамблот не постои зборот јас, кој што често се употребува кај нас, тука е тоа секогаш ние. Вие знаете, кога ќе застанете на сцена, и самата ти го знаеш, кога ќе се направи една линија, значи, буквално мораш да го следиш и тој пред тебе и тој што е позади тебе. Значи, едно поместување надесно налево, значи таа линија отпаѓа, така да ја губи смислата, е токму тоа што во суштина нели и не води низ животот понатака, и затоа кога ќе го прашаш било кој член од ансамблот што е најважно за тебе, е секако семејството, учењето на најразлични култури, најразлични игри од различни етнички региони, па потоа дружењето со овие патувања каде што децата се среќаваат со различни култури. Тука веќе ги учат и различностите. И препознаваат својата вредност уникатна која што имаме во Македонија и се ценат, мислам, малку повеќе, затоа што она кое што е значено за македонскиот фолклор и носите, дека се уште ние играме во автентични носи. Так. Од прадедовци кои што, ете, и тоа е тешко да се очува сето тоа, бидејќи специјално нели се чуваат во... Да. Како што кажа, наше основно средство за работа се носиите. Значи, ние располагаме со околу 670 оригинални носи, кои што навистина е тешко да се одржуваат во овие услови што ги имаме. Потребна е нивна реставрација, бидејќи некои се стари над 100 години, и можам слободно да кажам дека се повеќе се јавува чувството за помагање од страна на приватни компании, токму во овој дел околу реставрација на носите, набавка на нови стари носи кои што веќе се повеќе се во изумирање. Меѓутоа сето тоа треба да го трчаш сам, нели, како што кажа. Секако имаме и помош од, да речеме, од државните институции. Значи, имавме учество на еден настан, еден меѓународен фестивал во Словенија, Јуревиња и Марибор, 10-дневен, кој што беше поддржан од Министерство за култура. Беше навистина прекрасен фестивал, со долгогодишна традиција, тоа е во организација на Светската интернационална организација на фолклорни фестивали. Престише да учествуваш на таков фестивал. Покрај Марибор можевме да посетиме и повеќе други градови, каде што имавме средби со нашите иселеници, меѓутоа можам и слободно да кажам дека и мариборчани го обожава нашиот фолклор. Сега наредно, предходно бевме на турнија во детските ансамбли во Сараево, па бевме во Ханиоти, и денеска заминуваме во Сардинија на 18-дневна турнија, каде што ќе имаме можност во сите градови, повеќето градови од островот, да ги посетиме, да го покажеме, нашиот фолклор и традиција. Така е. Владко, она кое што постојано на некој начин се провлекува прашање околу твоето уметничко име Валдера, еднашка имаш изјавено дека мистеријата ќе ја откриеш кога пред некој настап на Евровизија или пак подпишување на светски договор. Дали се уште ја чувате таа тајна или ете, денеска можеме да ја откриеме? Па, кога ќе се дојде време, ќе објаснам за тоа. Да, едноставно уметничко име, има поента, самото уметничко име не е избрано туку така, да. А за Евровизија и за останатите работи, здравје. Мислам дека има време за тоа. Мислам дека сега годинава ќе се оди, тоест Македонија ќе оди на Евровизија. Така да не знам, ќе видиме, се надевам дека форматот на одбирање на евровизијски представник ќе биде преку надпревар, тоест повеќе артисти ќе може да
аплицирате и да учествувате. Да. А не да биде преку тоа, не знам, да седне комисија некој да одлучува од МРТВ дека ќе оди овој артист или така натаму, мислам дека туку да треба да се даде шанса. Сите заслужуваат шанса да го представат својот глас, да ја представат својата песна, па нека најдобриот победи. И мислам дека тоа би било фер. А инаку за уметничкото име здравје. Кога ќе се случи интернационална кариера, ќе биде и тоа. Добро, можеме ли да слушаме некои акорди да го заокружиме овој дел од твојата на-на-на? Секако, може. Еве мојата нова песна. На-на-на. Денес времето сончево и толку прекрасно ми мириса на кокос, кода сум во рајска градина. Денес ти и јас сме сами, ова е наша приказна. И ти ме правиш среќен, кога ме љубиш полека. Си пејам на-на-на-на. Така, слушаме музика, гледаме реклами, се враќаме. Si pejam na 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 na